прилагодувајќи се на новото дигитално време и соочени со ситуацијата која што предизвика за жал вирусот, решивме ова игра да ја дигитализираме, односно да возможиме да корисниците да играат и на своите мобилни телефони, меѓутоа и на своите компјутери. Всушност се со цел времето поминато пред сите овие уреди кои што ни го земаат значајното време од нашето слободно живење и функционирање да биде на еден начин квалитетно искористено. Препорачливо е за игра од 20 до 4 играчи и целта е да се освојат поени, односно оно што ќе освои 100 поени е победник. Тие поени се добиваат со инвестирање во енергетско ефикасен дом, преку купување, односно инвестирање во штедливи сејалици, соларен панел, материјал за изолација и ефикасни енергетски прозори. Меѓутоа во нашето еко-мало е важно и зачувањето на животната средина, така што играчите ќе имаат можност да се прошетаат низ нашето мало со различни превозни средства и да ги видат неговите предности, па дури можеби на некој начин пречки во користење и во насока на зачување на животната средина. Потоа во нашето еко-мало ќе одговараат на квиз прашања по насока на обновливи извори и необновливи извори на енергија. Потоа ќе бидат читани екофакти, така што на еден навистина интересен, интерактивен и забавен начин се стигнува до целта. Представува првата образовна друштвена игра за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија. Така што мотивацијата датира уште многу одамна и се со цел создавање на здрави навики, зачување на животната средина и поттикнување на превземање на конкретни акции. Меѓутоа главната едукативна компонента е токму енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.